Воопшто немав намера да се јавам за збор, меѓутоа не можам да се изначудам. Зошто сте денес тука, господине Бујар Османи? 1,5 часот вие мора да заминете и да, 2 часа од вашето скапоцено време ли вреди ова битно прашање за сите македонци во Македонија, за целиот народ. Целата македонска јавност, сите медиуми се денес тука, целиот се тука. И вие не можете да одвоите повеќе од 2 часа за да објасните на македонскиот народ што е тоа за што преговараме. Потребно е Дојче Веле да излегува со информации дека еве од денес ќе имаме постапка, некоја се утврдува рокот кога ќе македонските бугари ќе влезат во македонскиот устав, а вие уста не отворивте за ова прашање да кажете еден збор. И дури се чудам и на колегите пратеници, кои што, за жал, тука и не можам да ги избројам на една рака, нема пратеници ниту 5 од власта, предводена од СДСМ и ДУИ, да излезат овде на говорница и да кажат дали сме ние исти луѓе, ние исти ли сме овде, во оваа сала? Имаме ли исти заеднички интереси, исти заеднички прашања? За исти работи ли зборуваме? Или ние сме од некоја друга држава, вие сте од некоја друга држава? Се осеќате ли вие македонци, бре луѓе? Дали се осеќате македонци? Ако не се осеќате македонци, немате право да преговарате за македонските национални интереси. Ако не се чувствувате за македонци. Ако не се чувствувате дека ја сакате оваа држава и дека вие имате легитимитет да одите и да преговарате за тоа од кога сме ние македонци, кој е нашиот јазик и прашањата кои што се од заеднички интерес на целата нација, на сите кои што живеат во оваа држава. Зошто? Заради тоа што само така ќе покажеме дека имаме само почит, дека се бориме за истите интереси. Имаме заедничка стартна основа. Не е тоа прашање да се навредиме едни со други, туку дали зборуваме на исти јазик, на исти работи, дали исто ве боли вас како што не боли и нас. Прашањата кои што ние, нашите колеги, денес ги отвараат тука, очигледно на поголемиот дел од вас воопшто не ги допираат, воопшто не ги интересираат. Ова е жално. Значи, што требаше да, како требаше да изгледа денешниот ден? Требаше сите заеднички да се согласиме. Требаше сите заеднички да излеземе и да кажеме: ние изгласавме резолуција во ова собрание. Во оваа резолуција се влезени овие и овие работи. За овие и овие работи воопшто немате право да разговарате. Сите сме заедно да влеземе во Европската Унија. Тоа е точно. Но знаете ли кога ќе влеземе во Европската Унија? Кога ќе ги исполниме и сите други главија, кога ќе ги исполниме и сите други услови, кога прво ќе се зајакнеме како држава, ќе ги зајакнеме нашите капацитети на институциите, кога ќе имаме правна држава, кога ќе почне да функционира целиот систем, тогаш ќе имаме самопочит, ќе имаме поголема самодоверба, да излеземе и да кажеме: ние ќе влеземе во Европската Унија, без разлика на ветата, без разлика на тоа дали е тоа истото сега, вака поставено со некои ултиматуми, и кога и да биде тргнато. Ние ќе бидеме подобра држава ако сите заеднички работиме подобро, а не дали ќе одиме денес да преговараме за нешто, за економија, за култура, за историја, нешто за кое што воопшто не е битно дали се преговара. Луѓе, самопочита ни е потребна. Самопочита заедничка. Да, бидејќи се брза, министерот сигурно има некои други побитни работи отколку да ни одговори на прашањата кои што ние денес овде ги отворивме. Јас само би спомнала дека, исто како колешката Ласковска, ова е дежаву. Ова е дежаву бидејќи за истите работи се разговараше и се преговараше и со Грција,
Истото она што го бараат грците, го бараат и бугарите. И точно кога на човек ќе му дадеш еден прст, сака цела рака да ти ја земе. Ова е стара народна поговорка. Немојте да давате ниту прст ако имате самопочит и ако имате одредена одговорност спрема овој македонски народ. Заради тоа што не е во ред да слушаме ние од медиуми дека вие преговарате за нешто, а ние сме тука пратеници и за истото тоа воопшто не сме информирани. Од друга страна, почитуван министар, да закажуваме секој ден состаноци кај вас, ќе ни покажувате документи. Сите подред 44 пратеници, па вие немате време 2 часа да ни посветите внимание и да ни одговорите барем на тоа што ние ви се обраќаме на вас. А камоли па да дојдеме сите на состанок и да ни покажувате документи со кои што располагате вие. Неспремни во оваа сала не треба друг пат да доаѓате. Или воспротивно, ние воопшто нема да бидеме колегијални, туку напротив, ќе кажеме дека ако некој доаѓа неспремен, е заради тоа што не си ја сака својата работа. Ние си ја сакаме нашата работа, ама во исто време имаме одговорност. Имаме одговорност према граѓаните на Република Македонија, заради тоа што сите фокуси, сите медиуми се денес тука. И тие очекуваа одговори на прашањата кои што ние ги поставиме. Последното прашање кој што го постави колешката Ласовска, јас повторно ќе го повторам. Дали е точно тоа што во денешното обраќање на премиерот на Бугарија изјавил дека македонските бугари ќе влезат во македонскиот устав? Еве, ова е едно од прашањето на кое што вие денес требаше да одговорите. Благодарам.